Здраво, драги родители! Денес со вас го споделувам најнежниот дел од Малиот принц, средбата со змијата на планетата Земја, и таа со својата тивка мудрост не подсетува дека животот има длабочини, има и тајни, кои можат единствено да се почувствуваат со срцето. Низ призмата на свесното родителство се зборува за тоа како родителот може да му помогне на своето дете да ја допре вистината за љубовта, за храброста, за таинствениот круг на животот, преку зборови кои лекуваат и со тишина која поддржува. Сега да ја слушнеме средбата на Малиот принц со змијата. Следната планета, значи, била Земјата. Земјата не е некоја каква годе планета. Се смета дека има 111 кралеви, не заборавајќи ги, се разбира, и црнечките кралеви. 7000 географи, 900.000 бизнисмени, 7,5 милиони пијаници, 311 милиони вообразени, односно околу 2 милијарди возрастни личности. За да имате представа за големината на Земјата, ќе кажам дека пред пронаоѓањето на електриката, вкупно на сите 6 континенти постоела вистинска армија од 462.511 палачи на фенери. Гледано малку оддалеку, тоа навистина прави малку величествен пешаток. Движењето на таа армија се подредени како на оние од оперскиот балет. Прво, им доаѓа редот на палачите на фенери од Нов Зеланд и од Австралија. Откако ќе ги запалат своите лампиони, тие одат на спијање. Тогаш во играта влегуваат палачите на фенери од Кина и од Сибир. Потоа тие исто така се повлекуваат зад кулисите. А тогаш им доаѓа редот на палачите на фенери од Русија и од Индија. Потоа на оние од Африка и од Европа, потоа на оние од Јужна Америка, а понив и на оние од Северна Америка. И никогаш не грешат во редоследот на влегувањето на сцената. Тоа е величествено. Единствениот палач на единствениот фенер на Северниот пол и неговиот собрат, запалувачот на единствениот Јужен пол, живеат во безгрижност и безработица. Оти работат само 2 пати годишно. Кога човек сака да биде духовит, му се случува малку да излаже. Јас не бев сосем чесен кога ви зборував за палачите на фенери. Се плашам да не добијат погрешна представа за нашата планета оние што не ја познаваат. Луѓето заземаат сосем малку место на Земјата. Ако 2 милијарди жители што ја населуваат Земјата застанат простум и малку збиено, како на митинг, тие лесно можат да се сместат на еден плоштад 20.000 милји долг и 20.000 милји широк. Значи, целото човештво би можело да се натрупа на најмалечкиот остров на Пацификот. Возрастните сигурно нема да ви поверуваат. Тие вообразуваат дека заземаат многу место. Тие се замислуваат многу важни, како баобабите. Би било добро да ги посоветувате да направат сметка. Тоа ќе им се допадне, оти ги обожаваат бројките. Но не губете време со таа задача. Бескорисно е тоа. Вие бездруго имате доверба во мене. Така, значи, Малиот принц кога се нашол на Земјата бил многу изненаден што не гледа никого. Тој веќе се исплашил случајно да не ја сгрешил и планетата, кога одеднаш една алка жолта како месечина се помрднала во песокот. Добра ноќ, рекол Малиот принц, сосем случајно. Добра ноќ, одговорила змијата. На која планета сум паднал? Прашал Малиот принц. На Земјата, во Африка, одговорил змијата. Еве го цртежот, каде што е средбата на Малиот принц со змијата. И значи никого нема на Земјата. Овде е пустина. Во пустината нема никого. Земјата е голема, рекла змијата. Малиот принц седнал на еден камен и ги кренал очите кон небото. Се прашувам, рекол тој, дали звездите се осветлени затоа, за да може еден ден секој да ја пронајде својата? Гледај ја мојата планета.
Таа е токму над нас. Но колку е далеку. Убава е, рекла змијата. Што бараш ти овде? Имав потешкоти со едно цвеќе, рекол малиот принц. Аха, рекла змијата. И тие замолчеле. Каде се луѓето? Пак прашал малиот принц. Човек се чувствува малку осамен во пустина. Човекот е исто толку осамен и меѓу луѓето, одговорила змијата. Малиот принц ја гледал долго време. Ти си многу смешно животно, и рекол тој на крајот. Тенка си како прст. Но јас сум посилна од прстот на еден крал, одговорила змијата. Малиот принц се насмевнал. Не си ти многу силна, ти немаш дури ни нозе, не можеш да патуваш. Јас можам да те однесам многу подалеку од што некој брод, рекла змијата. И таа се обвиткала како златна бразлетна околу ногата на малиот принц. Оној што јас ќе го допрам, го враќам во земјата од која излегол, му рекла уште таа. Но ти си друго, ти доаѓаш од звездите. Малиот принц ништо не одговорил. Јас тебе те жалам, оти си толку слабичок на оваа почва од гранит. Јас можам да ти помогнам еден ден. Ако многу жалиш по твојата планета, јас можам. О, многу добро те разбрав, рекол малиот принц. Но зошто постојано ми зборуваш со загадки? Јас сите ги разрешувам, одговорила змијата. И тие замолчеле. Кога малиот принц пристигнува на планетата Земја, тој стапнува во тишината на пустината. Пустината како едно ненаселено, како една златна шир, таа е символ на нов почеток, на еден простор во кој што може да се слушне својот внатрешен глас пред да се запознаат другите луѓе и нивните комплицирани светови. Пустината, иако таа изгледа дека е празна, таа носи едно многу длабоко значење, а тоа е дека таа не учи пред да влеземе во односите со другите луѓе, потребно е да се запознаеме и да ги прифатиме деловите од нас, од себе, кои сме одамна, со кои не сме биле во контакт. И во контекст на свесното родителство, ова е моментот кога родителот застанува и гледа навнатре, барајќи ја тишината која што ќе му овозможи да може тој да го слушне собственото дете, без проекции, без очекувања и без вучава. И во таа тишина малиот принц се среќава со змијата, суштество кое што поседува една мистериозна убавина, меѓутоа истовремено и е опасна. И меѓутоа зборува таа со една многу едноставност и нејзината сила исто така на многу едноставен начин ја прикажува. И многу мудро зборува за своите зборови, така да кога таа му ја спомнува реченицата на малиот принц дека човекот е исто така толку осамен и меѓу луѓето, со ова реченица се открива една многу длабока вистина дека осаменоста не зависи од присуството на другите, туку пред се зависи од способноста за вистинско поврзување. И за свесното родителство ова е покана до родителите да погледнат многу подлабоко и да видат дека децата може да бидат обкружени со многу луѓе, меѓутоа ако детето не се почувствува дека е видено и слушнато, тоа може да остане заробено во својот свет. И змијата со својот отров, таа носи една символика за еден премин од едно постоење, значи една врата, една порта, кон друго
значи постоење, подсетувајќи нас, луѓето, дека животот е создаден од циклуси, од почетоци и од завршетоци. И во воспитувањето што подразбира тоа? Дека родителот мора да пушти одредени илузии, одредени фантазии кои што ги има за своето дете во одреден период. Например, одредени илузии за совршено дете, за совршено семејство, за постојана контрола и така натаму. И за да свати дека ова отпуштање не подразбира уништување, туку отворање, создавање на нов простор каде што детето ќе може понатаму да расте и да напредува. Диалогот помеѓу принцот и помеѓу малиот принц, помеѓу змијата и малиот принц, се извинувам, е навистина краток, меѓутоа е доста длабок, затоа што, особено овде, им нагласува на родителите, постои една многу моќна порака до родителот, каде што самиот во тој разговор змијата му кажува на малиот принц дека тој не може да му таа не може да му наштети се додека малиот принц сам не одбере да ја избере нејзината помош во наводници. А што значи тоа? Во свесното родителство подразбира дека и најсилните влијанија однадвор имаат моќ врз детето само доколку тие не се научат да ги препознаваат и да ги избираат. Значи родителите, ова е порака до родителите да знаат дека родителот може да му помогне на детето да гради внатрешна јасност преку градење на чувство за сопствената вредност и градење на здрави граници за светот. Значи ова е она кон која што треба да се стреми родителот, за да може да ја избегне во наводници, значи да ги избегне негативните влијанија и самото дете да биде свесно за она кое што треба да го прифати и да го прими во својот свет, а што е она кое што треба да го избери да не го зема, да не го прима кај себе. И затоа земјата овде како една сцена во која што се среќаваат змијата и малиот принц, всушност е прикажана како потенцијал, огромен потенцијал на можности за децата. Значи таа прикажана е како простор каде што детето ќе искусува нови односи со другите, ќе учи радости, меѓутоа ќе има и голем број на предизвици. Меѓутоа сепак гласот на змијата овде представува една порака до родителите да можат да го одржат својот внатрешен глас, да го чуваат својот внатрешен глас, својот внатрешен компас, особено кога децата токму се појавуваат тие предизвици кај нив, особено кога започнува некоја нова фаза, например кога ги прават првите чекори во поширокиот свет, влегуваат во нови средини, се запознаваат со нови пријателства, одат во градинка, одат на училиште и така натаму. Значи, сигнал, гласот на змијата треба да биде сигнал на родителот дека поддршката на родителите е најважна во тие моменти. И затоа што во тие моменти децата навистина бараат охрабрување, бараат доверба од страна на родителите дека и декако, иако се мали, дека можат да се снајдат. И во символиката исто така на змијата се крие лекција кај родителите да го прифатат неизбежното. Значи родителот, иако се плаши од промените што ги носи самото растење на неговото дете, како што е моментите кога треба да се оддели, да стане независно, новите влијанија кои што ќе делуваат врз него и така натаму. Да гледа исто како што на змијата гледал
Малиот принц како како едно лекција во која што може да се учи на смиреност. Значи, дека секој нов стадиум во кој што во суштина може да ја представува и змијата како еден страв на родителот од секој нов стадиум во кој што треба да влезе детето, всушност носи една голема можност за подлабоко поврзување со детето, влегување во една подлабока љубов, а исто така со разбирање на едни подлабоки мудрости за односот во кој што влегува родителот со своето дете. Значи, ова сцена исто така ни ја осветлува и колку е важно да се има внимание кон своето дете во сегашниот момент, затоа што сето тоа може да се постигне доколку родителот е навистина свесен родител. Значи, гледаме тука дека во сцената со меѓу принцот и змијата, дека принцот не ја одбива змијата, не влегува во една состојба да се плаши од неа, туку тој ја слуша и поставува прашања. Значи, тој е отворен спрема неа. Така и родителот во својот однос спрема новите моменти, стадиуми, фази кои што ќе се јават во процесот на родителствување со своето дете, во кое што влегува и самото дете, треба да покаже еден однос без осуда, една отвореност која што му дозволува да може да учи од она што е непознато, она што кај него предизвикува страв за своето дете и кога родителот гради еден таков став на отвореност, всушност гради доверба кон своето дете. Значи, го учи детето дека и тоа може да им пристапи на своите собствени зми, прикажани низ призмата на стравовите, низ призмата на дилемите во кои што ќе влегува детето, низ призмата на новите искуства со кои што ќе се стекнува детето, дека, значи, преку љубопитност, преку храброст, слободно може да учи, знаејќи дека родителот ќе биде таму за него, подготвен да го сослуша и да го поддржи. Драги мои, тоа би било се за ова видео. Имајте убав ден, се гледаме!